Блог во 8 часот во Македонија наутро го започнуваме со гостување за националниот надпревар Европски квиз за пари 2026. Разговараме од нашата десна страна Јована Лозановска од Македонска банкарска асоциација, до неа и Билјана Ниновска, менторка, Дарија Боризовска и Сара Милковска, една до друга, тие се од училиштето Васил Антевски Дрен. Добро утро на сите. Добро утро. Зборуваме за нешто многу убаво. Јована, ќе започнеме со тебе. Каков е интересот за европскиот квиз на пари во Македонија? Така. Значи, 8 години учество на европскиот квиз за пари е значаен успех за нашата држава и представува една потврда за посветеноста на институциите за подобрување на финансиската писменост кај младите лица. Можам да кажам дека интересот од година во година се зголемува. Со тоа се потврдува преку бројките, односно преку зголеменото учество секоја година на учениците во квизот. Оваа година националниот надпревар забележа рекорден одзив, со што беа пријавени околу 1300 ученици од вкупно 108 основни и средни училишта во нашата држава, кои што беа предводени од 129 наставници и професори. Која е главната цел, да речеме, за овој надпревар? Главната цел може да се издвои дека е преку еден интерактивен и така речи надпреварувачки концепт, да се зајакне финансиската писменост кај младите, особено кај учениците од 13 до 15 години. Исто така, оваа иницијатива има за цел да се развие финансиската писменост уште од најрана возраст, да се намалат финансиските ризици, понатаму да се формира една финансиски писмена генерација, која што ќе има таа можност да создава своји вештини, своји знаења, финансиски знаења и да има една финансиска иднина. И вака статистички гледано, рековте 8 години, дали се описменуваат финансиски повеќе младите, колку се финансиски писмени и колку се носат со новото време и парите? Да. Можам да кажам дека за овие 8 години гледаме значителен напредок кај младите, кај учениците. Тоа се потврдува преку нивните резултати. Можам да кажам дека во овие 8 години учество 4 пати сме биле на подиумот на европското финале. 3 пати сме го освоиле второто место во 2019-та, 2020-та и лани во 2025-та година. И еднаш го имаме освоено и третото место во 2024 година. Значи не заостануваме со другите млади во европските земји, така право. Евидентен е напредокот, ќе се вклучиме за кусо во живо и на терен, но ајде зона зашто сите и на крајот и се примамуваат и учествуваат на надпревари, што добиваат победниците? Така. Победничкиот тим од националниот надпревар, заедно со својот ментор и представник од Македонска банкарска асоциација, оди на патување во Брисел, во Белгија, каде што учествува на европското финале, кое што е организирано од Европска банкарска федерација. Ова патување само по себе е како доволен мотив и награда за учениците да учествуваат на квизот. Но банки пари некаде има. Да, значи најдобрите тимови од националниот надпревар, трите најдобри тимови, се организира за нив и како свечен настан, кој што го организираме денес во Македонска банкарска асоциација, каде што сите добиваат награди од МБА, од Народна банка и од Комисија за харти од вредност. Што ве мотивираше да учествувате? Може спонтано и двете да се надоврзуваат? Нас најмногу ни мотивираше можноста и нашата желба да стекнеме нови знаења за оваа тема која што е финансиската писменост и е многу важна во секојдневието. Исто така и можноста да ја представуваме нашата држава на национално ниво, а исто така истекнувањето пријателства со деца на наша возраст, што се од 29 други европски држави. Мислам дека главниот мотив пред се ни беше и самото патување до Брисел, да имаме можност да учествуваме на толку голема организација на европско ниво. Исто така преку целиот надпревар добивавме мотивација пред се од нашата менторка,
која што ни беше ни ги направи сите учења и знаења да ни бидат на многу интересно и лесно ниво. Она што прашавме претходно вие да ни одговорите, колку младите се финансиски писмени според вас? Колку вашите другарки, другари, Па соученици? според мене лично сметам дека финансиската писменост е доста присутна кај нас, но сепак сметам дека треба многу да се вложува во неа и доста да се стекнува знаење преку годините за да таа може да се примени пред се. Исто така сметам дека сите овие надвор активности, вон активности што се треба да се учествува и би ги мотивирала сите останати врсници на моја година да учествуваат на сите организации кои што пред себе вака како за финансиска писменост, затоа што не се знае до каде може да стигнеме и преку нашето вложување, ние достигнавме до Брисел, може некој повеќе. Ги надминувате границите, така е, но за да се надминат границите се отвори патот, многу се важни менторите. Билјана Ниновска, ментор, како ги подготвувавте учениците, не само и подготовката, туку и во текот на целиот пат, бевте нивната поддршка, нивниот ветер во грб? Апсолутно. Подготовките започнуваат уште од самиот момент на пријавување на тимовите, па се до реализација на националниот надпревар. Улогата на менторот е најпрво да изврши проценка на претходните знаења кои што ги имаат учениците, со оглед на фактот дека се на многу млада возраст, нивните знаења се на некое базично, елементарно ниво, така да потребно е да се работи со нив. Работата се реализира преку дополнителни часови, каде што методолошки се разработуваат темите од целокупниот финансиски систем, вклучувајќи финансиски институции, финансиски пазари, финансиски инструменти, регулаторите, државните регулатори, како и законската регулатива, па имаме и дел за сајбер безбедност. Јас сепак ќе оставам една наша мала дреновска тајна, која нема да ја откријам и која што секоја година не води во финалето на Европскиот квиз на пари. Добро, колку е важно финансиското образование во училиштето, од Васил Антевски дрен си го споменавте тука потајно, но сакате да го ставите на пиедесталот, добро, ви дозволуваме. Колку е важно финансиското образование во училиштата? Многу е важно, јас го сметам како еден елемент во реализација на целокупниот воспитно-образовен процес. Финансиската писменост кај нас е застапена. Тоа го потврдува фактот што нашето училиште долги години е вклучено во сите активности кои што се организирани од страна на Народна банка, Агенција за супервизија на осигурување, Комисија за хартија од вредност, Македонска банкарска асоциација, како и останати финансиски институции. Активно се вклучуваме, даваме поддршка, а тоа го правиме се со цел бидејќи таквото финансиско образование им овозможува на учениците да имаат еден одговорен пристап и однос кон парите, им овозможува на учениците да управуваат со личните финансии, да ги планираат трошоците, да донесуваат правилни финансиски одлуки. А тоа е впрочем еден чекор кој што ве носи во животот како и ви покажува како да се справите со финансиските предизвици кои доправа во животот и во секојдневието ви следат. Така да синас јас го сметам за битно и затоа ние како училиште, јас како вработена, даваме огромен придонес во поддршка и вклучување во сите активности. Нако со кои теми ги привлекуваат? Што им е најинтересно на учениците? Па не знам, и од нив да чуеме и од вас. Со оглед на модерните времиња, јас мислам што најмногу ве привлекува. Што создава тешкотија? Па, нас поинтересни ни беа темите за штедење, за сајбер безбедноста, малце потешки ни беа секако што се применуваше математика, каматни стапки, така малце Бога ми, ова каматите не можам да ги пофам. Да, интересно ми беше инвестирање и ризиците. И се тоа вкупно многу интересна тема и мислам дека сите треба да си го развијат своето знаење на таа тема. Да. Да, интересно ова дека штедењево ги привлекува, особено на таа возраст, како велеа бабите, секогаш сине пари на страна. Ама бабите во нива време сега не останува за штедење. А сега не останува пустото, да. Друга тема не е важно малку да се пошегуваме, малку да ве подослободиме. Што е она што ќе ви остане во најголемо сеќавање? Што е она што ќе ви остане во вас, ќе си го понесовте од Брисел? Искуство?
И верувам дружбата на прво Јас место. мислам дека така е, на прво контакт. место ќе ја кажам Да. дружбата. Остануваат ли да. контактите? Си комуницирате ли со другарчиња од останативе земји? Сте се здружеле па да си одите по гости? Со кого се дружевте? Со србите. Се разбира, со Соседните. Добро, да, со соседство, Логично, да. најблиски. Да. Добро, може на крајот само да го заокружиме разговорот. Како ги мотивирате учениците? Еве и двете ќе ве прашам. Секоја година велите дека ги надминуваат очекувањата и одите само напред, ги мотивирате да се приклучуваат. Мислам дека почнува и општо меѓу учениците да се шири веста за квизот, споделувањето на искуствата од Брисел, тоа како си поминале, другарите што ги стекнале. Минатите години имавме освоено и некои места, мислам дека тоа дополнително даде некој мотив за се повеќе. Сепак може да се победи. пријавени Добро, да. ученици, да. Ќе додадете уште нешто? Да, секако би додала јас од еден друг професионален аспект околу мотивацијата. Во денешно време генерално е тешко да се измотивираат учениците, предизвикни се нели за да учат воопшто, а тек да се вклучат во некоја ваква стручна проблематика, така да тука клучна е улогата на менторот, верувајте. Да. Бидејќи за секој ученик потребен индивидуален пристап да се измотивира, воопшто да изучува оваа сложена проблематика, да им го лесните начинот и генерално и во наставата да применувате современи алатки, нели тоа да бидат различни видови на интерактивни игри, да применувате не знам креативен пристап, интерактивен пристап, Самото да ги модерно вклучувате, време го бара така си тоа го од вас. носи како предизвик, да вклучувате интеракција, да ги вклучите во истражувачки проекти, во активности, исто тоа е предизвик за учениците. И знаете, кога ќе го видите фидбекот задоволни ученици, тогаш имате уште позадоволни наставници. На крајот на денот тоа го можат само добри квалитетни наставници кои работат со посветеност и љубов. Благодарам што бевте заедно со нас денеска, пренесовме убаво позитивно расположение и се надевам дека повторно ќе ни дојдете за уште едно достигнување повисоко. Да, редовно, традиционално зборуваме за надпреваров, така што ве чекам и следната година. Ајде, договорени сме.